Почитувани гледачи, вие следите емисијата Одговори на тешки прашања. Дали Бог од Стариот Завет е истиот како од Новиот Завет? Еден од честите напади на Библијата е наводно постоењето на две различни сваќања за Бога. Затоа Стариот Завет го покажува само Богот на гневот, додека Новиот Завет го нагласува Богот на љубовта. Тие се две различити мислења. Во Стариот Завет има записи за Божјата наредба, например, за уништување на Содом, уништување на хананскиот народ, како и многу други описи на Божјиот суд и гнев. Оние кои го обвинуваат Бога и Библијата тврдат дека ова покажува примитивно, воинствено божество, што е во спротивност со напредното учење на Исус за љубовта кон ближните. Пример, да ги сакаме дори и непријателите што ги наоѓаме напишани или запишани во проповета на гората на блаженствата. На прв поглед, почитувани пријатели, драги гледачи, ваквите идеи за Бога изгледаат контрадикторни, но ако внимателно ја погледнеме целата слика, ќе видиме дека е поинаку. Самиот Исус изјавил дека Стариот Завет може да се сумира во заповета за љубовта, да го сакаш Бога и својот ближен. Еве, цитирам од Матеј 22:37. А Исус му одговори: возлюби го Господа, својот Бог, со сето своје срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Исто така, Исус забележал дека во Стариот Завет Бог секогаш сака љубов и милост, а не жртви. Може да проверите во Евангелието според Матеја 9 глава, 13 глава, 12 глава и така натаму. Овој став може да се види и во изјавата запишана во Езекија 18 глава, 23 стих. Зар јас сакам смрт за грешникот, вели Господ Бог. Напротив, јас сакам тој да се откаже од патишата своји и да биде жив. Езекија 18:23. Бог никогаш немал намера да уништува луѓе, драги пријатели. Но како Бог на правдата, нивните злосторства не можел да ги гледа постојано. Не можеле тие злосторства да останат незабележени од Бога и затоа тој во еден миг ги осудува. Тој имел намера да ги казни злите народи како дел од својот план, во согласност со неговата света природа и љубов кон својот скитнички народ. Оно што сакал е во согласност со неговиот чист карактер. Бог никогаш не превзема некои активности без да го претходно предупреди човекот. Тоа било случај со народот, например, во Стариот Завет. Луѓето правеле зло од секогаш, но Бог преку своите пророци ги предупредувал, но тие упорно продолжувале во гнев и во грев. Бог секогаш дава можност за покаяние, но тие не се усогласиле со неговата света природа и тој морал во еден миг да ги казне. Тие не се усогласувале со неговата света природа, тој морал да реагира. Еве што е запишано во книгата на пророкот Еремија, 18 глава, 31 и 32 стих. Отврдете ги од себе сите своји гревови, со кои сте сгрешиле, и направете си ново срце и нов дух. И зошто да умрете, доме Израилев? Оти јас не ја сакам смртта, но оној што умрел, вели Господ Бог, но поправете се и живејте. Во случајот, например, со аморејците, Бог им дал стотици години да се покајат, но тие сепак не го направиле тоа. 1 Мојсеева 16:16. Но е му проповедал покаяние на својата генерација цели 120 години, па дури потоа дошол потоп од 1 Мојсеева 6 глава 3 стих. Правилната слика, почитувани гледачи, од Стариот Завет го прикажува Бога како трпелив Бог, Бог пон со љубов кој им дава на тие народи безброј можности да се покаат и да се усогласат со карактерот Божи и со неговите упатства. Само кога тие тврдоглаво одбивале да ги прифатат неговите заповеди, тој ги осудува
и казнува за нивните злодела. Спротивно на верувањата на некои, најсилната осуда и гнев запишани во Библијата доаѓа дори од самиот Исус. Еве, ќе цитирам во Матеј, 23 глава, тој ги спречува верските водачи, нарекувајќи ги лицемери и лажни учители, и ги информира дека нивната судбина е вечно одвојување од Бога. Додека во Евангелието според Матеја, 10 глава, 34 стих, Исус вели дека целта на неговото доаѓање на земјата е да ги подели луѓето, а не да ги обидени. Еве го текстот. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Во Новиот Завет, почитувани пријатели, наоѓаме и осуда рамномерно распоредени во настани и пораки. Значи, и во Новиот Завет наоѓаме љубов и осуда, рамномерно распоредени во настани пораки, а љубовта и смислата како и осудата на грешниците е запишено како во Стариот, така и во Новиот Завет. Бог е непроменлив во својот карактер, Бог е непроменлив во својата природа, но различни прилики барат манифестирање на различни квалитети. Затоа, кога ги читаме двата завета, како што налага нивната основна цел, тие го откриваат истиот Бог, богат и љубов, богат и полн со милосрдие, но кој нема да дозволи гревот да помине без казна. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија со ново прашање. Пријатно!